Почитувани граѓани, почитувани медиуми. ВМРО ДПМН во неколку наврати изминатата година обелодени дека има незаконитости во работењето на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, која е надлежна за распределба на фондовете на Европската Унија во областа на образованието, мобилноста, како и невладиниот сектор, познати под името Erasmus+. Предупредувавме за сомнителни тендери од стотици илјади евра за само рекламирање на агенцијата, доделување средства на едни и исти организации, исплати кон лица блиски на СДСМ и директорката Лидија Димова, како и бројни други нерегуларности. Во време на криза, забележливо е дека агенцијата повторно има незаконитости во работењето. Имено, директорката Димова, пуленот на заев од шарената револуција, навреме не поднела завршна годишна сметка до Централниот регистар. Со тоа, Димова не го испочитувала законски утврдениот рок за доставување на годишна сметка и финансиски извештај кој истекува во месец март. До минатата недела, институцијата се водеше како неактивна и можеше да уследи бришење од регистарот. До нас, но и до сите државни институции викендов, пристигна информации за огромни незаконитости и сомнително финансиско работење на Националната агенција. Затоа, јавно ја прашуваме Лидија Димова, дали годишната сметка не е поднесена во законски определениот рок, затоа што од благајната на агенцијата недостасуваат десетици илјади евра кои не може да се оправдаат. Дали постои изјава дека лице блиско на Лидија Димова, лично и неосновано, ги зело парите од службената благајна, но за тоа се уште нема никаква постапка во ниедна институција. Дали Димова исплаќала експерти, нејзини блиски соработници и активисти на СДСМ, кои воопшто не се појавувале на настаните организирани од Националната агенција. Дали Димова набавила возила во износ од 100.000 евра, кои не се употребуваат за потребите на агенцијата, туку за лични потреби. Дали дел од овие возила се сериозно оштетени, затоа што несоодветно се користени во доцните ноќни часови од лица блиски на Лидија Димова. Почитувани, ВМРО ДПМН опоменуваше и за илјадниците евра, кои биле префрлани на едни исти организации, на спорни тендери и на луѓе блиски до СДСМ. Алармиравме за над 100.000 евра исплаќани на агенции за промоција, без одржување на тендер во 4 очи. Информиравме за недозволени консултанти кои наплаќаа провизија, како и за вработување на лица блиски до директорката Лидија Димова и Зоран Заев, како и од незината поранешна невладина организација. За жал, досега за ниеден од овие наводи нема одговор од ниедна од надлежните институции. Граѓаните во ова време на криза заслужуваат одговори за недомакинското и сомнително трошење на нивните пари и на парите на граѓаните на Европската Унија. Апелираме до сите институции, без одлагање, да започнат постапки и да ја расветлат ситуацијата во Националната агенција, која наместо за пример стана срам во нашето интегрирање кон Европската Унија. Бараме итна оставка од Лидија Димова. Ви благодарам.